Почитувани гледачи, поздрав до вас, секако поздрав и до нашите домакини. Овдека сме во семејството Кировски, во Вратница, на нивна покана сме, а приказната ќе ни ја раскаже господинот Живко Кировски, кој што е домакин и кој што еве во изминативе неколку дена исто така е домакин со едно големо гостопримство на гостите од Чешка. И оваа средба има интересна приказна. Една случајна средба, кога било овде невреме, под шара, двајца планинари се чувствувале малку загрозено и што следува да се спасат, да добијат гостопримство во семејството на Живко Кировски. Тука е и неговата сопруга Тања, тука се и гостите, а и имаме секако и преведувач во нашиот разговор, бидејќи ќе говориме на три јазика: македонски, чешки и англиски. Ви посакувам на вистина убаво претпладне и благодарност што сте и наши домаќини, па Живко, еве приказната да ја слушнеме од тебе. Тука се гостите, млади луѓе, веќе неколку дена сте заедно. Предпоставам ова е случка што многу често се случува овдека низ Македонија, знаејќи, познавајќи го нашиот народ, со колку е гостопримлив, колку е хуман нашиот народ. Верувам дека вакви случаи има безброј низ Македонија, меѓутоа добро би било да се тоа да излезе во јавност, да се промовира на некој начин, на тој начин да се промовира нашиот народ, нашата татковина како една дестинација туристичка што би била на некој начин кај што секој еден намерен патник би се чувствувал добре дојден. И сигурно би се чувствувал, бидејќи тука секогаш од сите куќи излегуваат луѓето и помагаат, а секако можат и да ги згрижат луѓето, ако се во неволја. Во секој случај, значи ова е буквално ова сега што го зборувате вие, ова е случка што се има случајно од 2015 година. Негде точно баш овој период, мислам дека беше 8 август 2015 година, кога затоа што ние сме овдека буквално на самото подножје на Шар планина, под самиот врв Љуботен, едно прекрасно место, прекрасна дестинација за планинарење, што е доста привлечна за планинарите од целиот свет. Посебно мислам дека нашите пријатели од Чешка ќе кажат своје мислење. Мислам дека во Чешка е една од најпосакуваните планинарски дестинации не само во Македонија, него и пошироко. И ова се случи во период кога буквално распука Шар планина. Значи, на 2015 година, некаде ова време, се случи едно големо невреме, големи обилни врнежи на дожд, кај што буквално сите реки, што беа шарпланински реки, се излеја од своите корите и направија голема штета. И баш во тој период, после самите обилни врнежи, ние се наоѓаме со пријатели тамо негде околу нашата река, за да ги видиме штетите што ги има направено. И случајно приметиме дека две непознати лица, два младичи на некој начин, тоа време беа они уште помлади и сега не се престарени, да кажам, беа буквално на свој 20 на години, со големи, огромни планинарски ранци, со планинарска опрема, тешка планинарска опрема, беа тргнати, предпоставка беше на Љуботен. И у тој случај, тие услови, значи не нормални, не секојдневни услови, прво што ми падна на памет беше тоа сега дошле две деца од страна, че идат на непознат терен, непозната планина, знаеме каква се може да биде непријатна планината во такви услови. И им понудив помош, дали им е потребна некаква помош, да ги насочиме, да ги упатиме, да ги посоветуваме на некој начин. И во прво време они помошта не ја прифатија, што беше разбирливо, затоа што и они се дојдени од страна на непознат терен, со непознати луѓе. Малку задршка. Да, и така да беа у некоја недоумица, меѓутоа после известно време се предомислија и се вратија, да, ни треба помош. И веќе беа кај вас? И веќе, да, значи немаше, затоа што тоа време во Вратница немаше сместувачки капацитет, некој хостел или сместувачки капацитет кај што може да се сместат. Јас едноставно ги донесов двајцата дома,
дома у тие услови немаше и струја, од невремето беше многу лошо, меѓутоа ги донесов дома, како за нас, така и за нив. Дома не пречека сопругата Тања и она ги презеде за да, нели, да се средат малку, да се одморат, да вечерат и така. Сега, ќе го прашаме него. Од тогаш пријателството не престанува. После 8 години доаѓаме да го посетиме Живе. Со пријателите контактот го одржува мојот брат. Се допишуваме со Ангела, ќерката на Живе, и така ја остваривме оваа прекрасна средба. Благодарни сме на Живе, бидејќи тогаш не знаевме колку е опасна ситуацијата. Неговиот предлог и укажување дека состојбата на Шар планина не е едноставна, туку дека демне опасност од сите страни, поради невремето, го послушавме и останавме кај него дома. Од тогаш сме во трајно пријателство. Благодарни сме на неговото гостопримство. Како се чувствуваш? Јас да ти честитам, веќе сте во заедно двајцата, млади луѓе, што ќе треба и днината да ја продолжа заедно, па од тука нека биде стартот од Македонија. Ви благодарам на честитките. Среќна сум, се чувствувам добро. Вратница е многу убава. Моите пријатели ќе ги поканиме на свадба. Тука со нас е и Тања. Тања, поздрав и до вас. Хвала. Вие сте овдека со овие млади луѓе, млади се и вашите деца. И каква е дружбата, како е да се биде домакин на странци, има ли разлика, и ако нешто во јазикот може би и ќе се разберете, но јазичната бариера не е проблем. Пред се ја би сакала да ги поздравим моите гости и да кажам дека ја не правим разлика, затоа што сум јас родител, имам син и ќерка, Бобан и Ангела, они се нивна возраст. И ја не гледам разлика дали е Бобан, дали е Ангела, они се овде како мои деца. Се осеќаат пријатно и би сакала оваа дружба да продолжи и понатаму. Ти рекоа веќе дека преку брат му ќе имаат контакти и дека ќе ги одржуваат. Не е толку далеку. Толку са фини, толку са искрени, значи љубовта не е само пред камерите, љубовта е во срцето. Ја мислим дека свака година би биле добре дојдени. Еве сега до година се договоривме 10 дена да дојдат, ама не сами, чекамо да ни донесат и принова. Да дојдат тројца. Да. Добро, нека нека биде така. За крајот од нашиот разговор, Живко, ќе завршиме со тебе почнавме. Овие пријателства, овие остануваат впечатокот за едно семејство, остануваат како дел од нашиот менталитет, идентитет, дека секогаш, кога има некој потреба од помош, ние сме тука. Со помалку јадење, помалку пиење, но да биде секој безбеден. Па една порака до сите оние што ќе поминат тука, до намерници, дека хуманоста и гостопримствоста нема цена. Па јас и моето семејство сме присталици на тоа дека богатството не се мери во пари, во материјални некои си вредности. Значи ова е богатството. Поголемо богатство од ова, не знам, значи ова е некоја лична морална сатисфакција, да покажеш својата човечност, да покажеш својата добрина, за да помогнеш. Не е ова ни прв ни последен случај, ние и јас како личност и моето семејство да се најдеме во ваква ситуација, да помогнеме. Меѓутоа ова беше некако специфичен, карактеристичен случај, затоа што од нигде никаде буквално произлезе ова пријателство и трае. И ќе трае. Се надевам дека ќе трае и понатаму и ќе се прошири. Па тоа беше и поводот што ние од утринската програма дојдовме кај вас. Јас ви благодарам, Марк благодарам, Алена благодарам, Тања, Живко благодарам за ова гостов. Ајде. Затоа што вратница, можем да кажем дека во нашава република не е позната. Вратнижани сите се гостопримливи. Изволте кога и сакате, врата ви е отворена на сите, значи преубав е крајот. Вратница е село со луѓе што имаат големо срце и голема душа. Може немаат материјални средства, ку знае какви, но имаат душа и срце. Ви благодарам. Ви благодарам и јас, навистина, за ова убаво предпладне.
топло е, но кај вас е пријатно, во вечерните часови, уште по пријатна температура, тука во околината има многу излетнички места каде што можете да дојдете. Еве, почитувани гледачи, поздрав од семејството Кировски, овде од Вратница.